Кочанската црква се уште нема официјален писмен извештај од Македонската православна црква за евентуална забрана на свештениците, монасите и владиците за користење на социјалните мрежи Facebook и Twitter. По донесената одлука на Синодот на Македонската православна црква за забрана за користење на овие социјални мрежи, кочанските свештеници со став дека ќе почитуваат одлуката откако ќе пристигне соопштението дека се забрануваат за користење. Нашите ставови се наши ставови, но како законодавно тело на територијата каде што е МПЦ е Светиот архиерејски синод и ние како црква ќе бидеме послушни на сите одлуки што ќе ни бидат дадени од страна на Светиот архиерејски синод. Моментално, значи се уште ние немаме официјален писмен извештај за тоа што се забранува, како се забранува и се е сведено на шпекулација од медиумите. Според Арсовски, загуба од забраната на социјалните мрежи ќе има, бидејќи ќе се почувствува поголема доминација на останатите религии и секти. Се е во зависност од моралот на човекот, како тој го користи и во кои цели. Од една страна, навистина е загуб, бидејќи на тој начин многу луѓе беа едуцирани од страна на преку Facebook порталите, преку сите тие објави што ги ние објавувавме и евентуалното затворање на Facebook. Од друга страна па остава голем простор на сектите, на парацрквите како што е да делуваат на тој сајбер начин. Инаку деновиве по иницијатива на владиката Петар, МПЦ стави забрана за користење на Facebook на свештениците, владиците и монасите. Со тоа ќе се спасува честа и угледот на МПЦ. Синодот донесе одлука свештениците да не ја користат оваа социјална мрежа како начин за комуникација. Митрополитот Преспанско-Пелагониски вели дека ваквата одлука на Синодот е по примерот на Руската православна црква. За овој предлог бил поттикнат од фотографии со проститутки што се појавиле на профили на некои свештени лица, како и од недоличниот начин на комуникација што се јавува на социјалните мрежи. Инаку, одлуката не е препорака, туку забрана за свештените и монашките лица во сите епархии, а оние кои нема да ја почитуваат ќе бидат санкционирани. Дали свештениците и понатаму ќе користат Facebook, црквата ќе добива сознание од народот и сите совесни ќе ја почитуваат одлуката, а несовесните нема да ја почитуваат. Дали забраната на користење на социјалните мрежи ќе остави простор за доминација на останатите религии и секти на кои им е дозволена работа со Facebook, останува да се види во иднина.